Здраво на сите, јас сум Стефанија Биковска и можам да кажам моје искуство како еден член на младинскиот активизам. Јас присуствував скоро на сите проекти и можам да кажам дека младинскиот активизам прво на нас ни даде основа како тоа ние да се представиме, да го држиме нашиот став, а второ и најбитното ни укажа како тоа да си ги чуваме нашата средина, односно водата, шумите, чистиот воздух. И како моја порака, треба да го чуваме тоа што го имаме и да го цениме додека го имаме, бидејќи ќе сватиме дека е битно откако ќе го изгубиме. Треба да ја чуваме нашата природа и да си го чуваме воздухот. На денешниот завршен настан од проектот Екоактивизам младите креираат одржлива иднина, кој што во изминатите 8 месеци го реализираше Сдруженијето Амброзија, како регрантирање преку соработка со Македонското Сдружение на млади правници во рамки на една поголема генерална програма поддржана од Европската Унија, Екоактивизам за позелени општини, ги презентиравме резултатите и главните постигнувања во однос на реализираните активности во изминатиот период. Пред се, проектот имаше за цел да ги поттикне младите за поактивно вклучување во застапување и во градење на локални партнерства за надминување на проблемите со животната средина од една страна, а од друга страна за јакнување на нивните капацитети за поинтензивно лобирање и застапување пред локалните власти за решавање на оние предизвици со кои што се соочуваат младите. Огромно задоволство е да се биде дел од завршен настан кој што завршува со успех затоа што младите го испорачаат својот глас, младите беа гласни за приоритетите и пред се младите беа дел од решение на едно село кое што долго време се мачеше со справување со отпад. Оваа пракса се надевам дека ќе продолжи и понатаму затоа што постојат и други фондации, и други можности за може да ги аплицираат своите потреби и сум сигурен дека младите знаат, младите научија, младите можат да пренесат пораки и да бидат гласни. Многу гласни затоа што потребите на младите, потребите од здраве и животна средина се дел од нашето секојдневие и дека ако сакаме да градиме здрави генерации, мора младите да бидат слушани и да бидат активни на локално ниво.